Ако одиме ние со 3-4 пациенти ново запишани годишно, нас ни е половина Македонија заболена од канцер. И ние тонеме во општество кое што нема нити слух, нити разбирање, ниту пак желба да ги реши проблемите на онколошките пациенти. Како што може да видите зад мене, одзивот е многу мал. Значи, обично тоа се 10 жени и значи тоа се најмногу 5 до 6 вистински онколошки пациенти и другото се роднини и пријатели кои што сакаат да дадат поддршка. Многу мал одзив, за жал. Барем да им обезбедиме на овие следниве генерации што доаѓаат, што ќе се борат со таа болест, да имаат доверба дека државата превзела нешто во своји раце, дека ги решила работите и дека овој пат не е кабелот продолжен виновен или не е чистачката од приземје или избегале од заден влез па никој не ги видел тие што ги земале. Пред јавното обвинителство нашите соборки изнесоа барања. Значи, прво и основно е, тоа што е најважно, да се открие виновникот. Затоа што на онкологија има луѓе, значи доктори, сестри, кои што навистина си ја работат својата работа професионално, кои што ни помагаат во секој поглед, значи да се направи дистинкција. Виновници, тие што го направиле криминалот и оние што остануваат да работат. На истите да им се одземе лиценца, се преземат мерки. Исто така, треба да добиеме увид во тоа кои лекови биле препродавани, значи со кои лекови нашите пациенти биле ускратени. Исто така да се знае со број на историја, значи пациенти, колку пациенти има, колку пациенти не го добиле вистинскиот лек, бидејќи имаме многу пациенти кои што за жал поради немање, недостиг на лекови, ја изгубиле прерано битката. Значи правиме муабет за многу млади луѓе. Значи, најважните 3 работи. Значи, да се открие кој е виновникот, да се доби, значи, со име и со презиме, да се превземат мерки, да се види кои лекови биле, каде отишле тие лекови и што понатаму, да се знае што ќе се превземе за воиднина, да се врати довербата кај онколошките пациенти. Ние примаме терапија на 21 ден. Значи треба да се запази терминот на 21 ден. Се случува таа терапија да ја нема. Значи наместо на 21 ден да ја примиш на 30, на 40. Значи во минатото беше мора стриктно да биде на тој ден, а сега од кога ги нема, почнаа да ни кажуваат ама добро е некогаш и да се прескокне, не е проблем, таа има влијание не знам колку месеци, не знам што, не е точно. Значи сите ние сме доволно писмени, доволно истражуваме и знаеме, ако е лекот на 21 ден, треба да биде примен на 21 ден, освен хемотерапијата во случај каде што има ниски леукоцити, значи не дозволува крвната слика да се прими хемотерапијата. Но во тој период добиваш друга терапија, што е помош да се крене, да се дојде до тој степен да можеш да примиш хемотерапија. Диагнозата канцер е скапо лечење. Не можеш приватно сам, а на онкологија го нема. И тука е проблем, многу голем проблем, затоа што ова овде е жално што го гледаме позади нас, колку малку луѓе има, а на онкологија бројките се огромни. Значи правиме муабет дека, како што кажа самата директорка, дека до половината на годинава имало преку 2000 пациенти ново запишани на онкологија, што не очекува до крајот на годината. Немаме систем кој што води евиденција точна колку пациенти се заболени, колку примаат таков вид цитостатик, колку примаат таков, за да може да се направи точна листа на лекови и бројка на лекови кои што треба да се набави во државата. И затоа се случува тој проблем. Значи денеска си чекал 5-6 часа, доаѓа твојот ред, значи гледаш пред тебе пациенти примаат лек, стигнуваш ти на ред и ти вика
заврши. Повеќе среќа следниот пат. Ќе ви се јавиме. Сега ајде, јас сум од Скопје. Можам да дојдам утре, можам да дојдам сам ако е за ден-два. Има ситуации кога е за 14, 16, 20 ден. Значи си го преминал и следниот термин, тука веќе станува паника, па се прашуваш па дали. Па туку од нас почна да сумнеш, подиш, пошто немаме термини на здравствено, даваш приватно. Ние како онколошки пациенти па термини немаме нигде. Каде што би требало ние да бидеме приоритет. Значи за едно снимање на компјутер на бели дробови чекаш 3 месеци, за 3 месеци таа метастаза од 3 сантима може да биде 5-6 сантима. Значи веќе е сериозен проблем за некој канцер пациент кој што нема пари. 17.000 денари на приватно се направи компјутер. Најголемиот револт е што има луѓе што имаме жени возрастни што работеле по 30 години, 40 години, зависи, и сега си работел, си давал, си придонесол држава и сега не можеш да се лечиш. Треба да бараш помош од надвор, од страна. За крај сакам да ги замолам сите оние онколошки пациенти или роднини, пријатели на онколошки пациенти кои што имаат некакви сомневања за неправилно лечење, небулози, се она што се случувало на онкологија за кое што сметаат дека било неправилно, да се јават во јавното обвинителство, да бидат запишани за да може да бидеме во поголем број и да истрагата биде правилно спроведена.